Владата на Грција треба да се повлече од спорот дали постои турско или македонско малцинство и целосно да се фокусира на заштитата на правото за самоопределување, слободата на израз и на слободата на здружување на тие заедници. Грчката влада треба да действува според пресудите на Европскиот суд за човекови права и да им дозволи на здруженија во називите да ги употребуваат имињата македонски или турски и слободно да ги изразуваат своите национални идентитети. Ова се дел од препораките во извештајот на независниот експерт на Обединетите нации Гај Макдугал, кој што деновиве е усвоен од Советот за човекови права на Светската организација. Сретнав голем број луѓе кои себе си се идентификуваат како македонци. Грција не го признава постоењето на македонското малцинство, го негира и спротивните тврдења ги оценува како политички мотивирани, пишува меѓу другото во документот. Од партијата на македонците Виножито оценуваат дека извештајот на Макдугал е уште еден во низата докази за постоење на негираното македонско малцинство. Има еден квалитет плюс. Не се работи, значи, веќе само за жалење од наша гледна точка во сите овие европски и светските форуми како Виножито и активисти и поставување на прашањето. Не е случајно што полека има и посети од представници на релевантни организации. Незначителен број гласови собрани од партијата Виножито е доказ дека нивните барања немаат поддршка и рекле на Макдугал представници на грчката влада. Експертот на Обединетите нации ја наведува маката и на децата бегалци, кои, како што стои во документот, имаат проблем во добивањето грчка виза за да ги посетат своите роднини или да одат на погреб. Во документот од 26 страници се споменуваат проблемите што ги имаат и ромите, муслиманите и евреите. Во заклучоците се изразува загриженост дека има опасност за опстанокот на малцинствата. Макдугал беше во специјална мисија во Грција од 8 до 16 септември лани. Имаше средби со официјалните власти, со представници на невладиниот сектор, религиозните водачи и лидерите на заедниците. Грција треба да се откаже од политиката на оспорување на македонското и турското малцинство на својата територија и да им овозможи да ги користат правата на слободно изразување и на здружување, препорачува независниот експерт за малцински прашања на Обединетите нации Гај Макдугал во извештајот изготвен по посетата на Грција од 8 до 16 септември 2008 година. Макдугал бара Грција целосно да ги спроведе одлуките на Европскиот суд за човекови права и да им овозможи на малцинствата во имињата на здруженијата да ги користат зборовите македонски и турски за изразување на својот етнички идентитет. Во посебен дел на извештајот кој се однесува на малцинствата во регионот на Лерин, експертот на Обединетите нации констатира дека грчката влада не го признава македонското етничко малцинство во тој дел на земјата, ниту дозволува употреба на македонскиот јазик, иако кај тамошното население се забележливи лингвистички варијации различни од грчкиот јазик. Луѓето во тој дел на Грција се идентификуваат како македонци и инсистираат да биде признаен нивниот етнички и јазичен идентитет. Стои во извештајот на Макдугал, во кој се констатира дека Грција единствено признава дека мал број луѓе зборуваат словенски дијалект, кој е сличен со јазикот што се зборува кај северниот сосед. Макдугал наведува дека во последно време се забележува попуштање во тврдата политика на грчките власти, но се уште не се дозволува никаква употреба на македонскиот јазик и активности кои се идентификуваат како македонски. Извештајот на господјата Макдугал е уште еден шамар на грчкиот национализам и на грчкиот систем. Се гледа чисто јасно колку Грција се наоѓа далеко и назад од развиените демократии во светот, па и во Европа. Тука се гледа дека нашата борба не оди на празно, но мислам дека не можеме да очекуваме ништо драстично да се мени во грчката политика. Макдугал во својот извештај констатира дека во периодот од 20 до 30 години на минатиот век властите во Грција ги менувале негрчките имиња на градовите, селата и планините, како и семејните имиња на луѓето кои зборувале македонски. Како посебен проблем се потенцираат дискриминаторските грчки закони кои се однесуваат на илјадници луѓе кои ја напуштија Грција за време на граѓанската војна и на кои им беа одземени државјанствата и имотите. Право да се вратат во земјата имаат само грците по род, кои ја напуштиле Грција како политички бегалци, наведува Макдугал, констатирајќи дека оние кои се изјаснуваат како етнички македонци не можат ниту да ги посетат своите некогашни домови во Грција.
Грчката влада да се повлече од спорот за тоа дали има македонско малцинство или турско малцинство и во цело својот фокус да го насочи на заштита на правата на самоидентификација, слобода на говорот и слобода на здружување на овие заедници. Ова е дел од заклучокот на последниот извештај на независниот експерт за малцински прашања на Обединетите нации Геј Макдугал по мисијата во Грција. Обединетите нации му порачуваат на јужниот сосед грчката влада да постапува во согласност со пресудите на Европскиот суд за човекови права и на заедниците треба да им дозволи да ги користат зборовите македонски или турски во своите имиња и слободно да ги изразуваат нивните етнички идентитети. На тие заедници кои се негирани во минатото мора неодложно да им се даде официјална регистрација. Нивните понатамошни права на малцинска заштита мора да биде почитувана како што е елаборирано во декларацијата за малцинства и јадрото на меѓународната конвенција за човекови права се посочува во извештајот. Во него стои дека модерна Грција пропагира оти кралството Античка Македонија е дел од грчката историја и грчкото културно наследство. Представниците на македонското малцинство во Грција го оценуваат повеќе од позитивен овој извештај. Обединетите нации преку извештајот сакат да всушност се притиснува да Грција да смени незината политика према малцинствата во Грција. Ние како Виножишто ќе продолжиме да работиме на меѓународно и домашно ниво за да се подобрат и да се остварат правата според европските конвенции и вредности. Посебен дел од извештајот се однесува на малцинствата во регионот на Лерин. Макдугал наведува дека грчката влада не признава постоење на македонско етничко малцинство во тој дел на Грција, нито постоење на македонски јазик, иако кај тамошното население се забележува лингвистички варијации различни од грчкиот јазик. Ова не е прв извештај во кој се посочува дека Грција не смее да го презира постоењето на македонското малцинство на својата територија и постоењето на македонскиот јазик.